Почитувани, Рената Дескоска продолжи со прекршување на законите. Дескоска е незаконски номинирана за представник на Македонија во Венецијанската комисија. ВМРО-ДПМН поднесе представка до Државната комисија за спречување на корупција заради номинирањето на Дескоска во Венецијанската комисија. Членот 2, став 3 од Законот за спречување на корупција и судирни интереси вели дека под судирни интереси се подразбира состојба во која службено лице има приватен интерес што влијае или може да влијае врз непристрасното вршење на неговите јавни овластувања и службени должности. Заради ова, очекуваме во најбрз можен рок антикорупционерите да го разрешат овој случај на судирни интереси. Индикативно е следново. Практично, предлогот во Венецијанска на меѓународно ниво го доставува МНР на Никола Димитров, откако тука се само предложи Дескоска кај Заев. Дали ова значи враќање на услугата од страна на Димитров кон Дескоска, затоа што Дескоска и даде стипендија во Холандија на ќерката на Димитров, кога беше министер за образование, и тоа во висина од над 40.000 евра. Состојбата на судирни интереси е создадена во моментот кога МНР ја известува Венецијанската комисија за номинирањето на Дескоска. Дескоска, доколку ги почитувала законите, требала да се повлече од една од двете функции. Впрочем, и статутот на Венецијанската комисија налага независност и забрана нејзините членови да примаат инструкции од надвор. Тука пред се мисли на државите од кои што тие доаѓаат. Ваквите скандали и афери со кои се нарушува меѓународниот углед на Република Македонија мора да запрат и ќе запрат на 12 април. Институциите мора да се ослободат од притисокот на Зоран Заев и да одлучуваат исклучиво врз основа на закон. На 12 април граѓаните ќе стават крај на хибридниот режим. Зоран Заев никогаш повеќе. Ви благодарам.